Викаш, што ти треба, вика, конвој, мала армија, прилика и тоа ти треба за транспорт. И имаше едно многу интересно видео, ама за жал не бев сигурен дали ќе можеме да го пуштиме овдека. Даваат конвој у позадина, како мине 4 хермалина, напред, не знам, 3 полициски коли, позади 3 полициски коли, застанати на секоја раскрстница полицајци, нели, насочуваат. И у исто време, второ видео доле води транзакции на биткоин. Едниот му дава на другиот преку Lightning Network буквално секунда. Вториот на третиот, третиот на четвртиот и они 11 помина за оприлика 20 секунди, а конвојот уште на првиот семафор. Доста, како да кажам, доста брзо. Исто и овдека, лесно е да транспортираш куќа, брат, само дали е така направено. Оди у Велес да транспортираш куќа да те видам. Кога ќе видиш со цигли и со темел да те видам мака да транспортираш, така. И сите знаеме дека нема ништо подобро од тоа што знаеме дека оваа технологија функционира 24/7, било каде, било кога. Немате интернет, не е проблем, можеш и преку SMS, така. Вика, не се секирајте, сега дури да нема интернет, купиле неколку сателити кои што директно даваат конекција за сите оние кои што сакаат да транзактираат биткоин. Колку време мислите дека ќе треба за ова да стане секојдневие? Вика, Илон Маск моментално новите сателити за SpaceX користат H-bar, хедерна технологија. Случајно да не е тоа. Само сакам да ви кажам чисто да имате идеја дека во оди само напред, нема назад. Идејата која е? За разлика од 2021 година, па и би рекол малку порано, кога само некои, да речем, пионири, пак ја речем, Илон Маск, Сейлор, така, тоа бе некои луѓе кои што вика, знаеш што, ова стварно има потенцијал. Имам одреден капитал, зошто да не, така. Майкл Сейлор беше никој ништо од 2019 година. Некоја мала компанија што работи на некоја технологија, нешто произведува. Моментот кога Майкл Сейлор целиот капитал на MicroStrategy го пренасочи во купување биткоин, за неполни 4 години стигна во Nasdaq 100. Тоа се најголемите компании 100 во Америка. Значи, еве, тоа ви кажува колку е голем потенцијал. Од небитна компанија мала во Америка за 4 години станувате Nasdaq 100. Па има некои 10 компании во историјата на Мурика кои што таков напредок направиле за толку кратко време. И сега вика, дали може да биде одземено против ваша воља? Леа, колку ми се свија ова. Вика, да бе, вика, брат, како може да ти одземат акции? Може, брат, се вика национализација. Вие добро знаете дека можете. Вика, ама знаеш како, ова е наше, вика, ние сме ограделе, вика, 5 генерации. Супер, брат, ама комитетот тука и комесарот рекоа дека не ти треба веќе ова. Ќе го дадеме на државата. Ама ја имам тапија од Турско, супер, брат, оди султанот. Таму жали се. И сега од целата оваа ситуација, значи национализација без разлика кај сте, може да ве стигне многу лесно. Дали вие поседувате во оваа ситуација зборуваме нели за акции, ама национализација може да биде на се. Злато, прост пример за национализација, имот, леле, како само може да има национализација. И криминални активности, конфискација. Сега што кажам, значи сте инвестирале во компанијата. Без разлика е најголемата, Boeing ќе ја земе, еве Boeing, така. Значи Boeing до пред 5 години нема никаков проблем. Nasdaq 100, S&P 500 нема кај не се, така. Значи Boeing е една од колку 5 компании во светот кои што произведува вселенски летала, така. Boeing толку. Boeing и Роскосмос. Тие се и на Илон Маск. SpaceX. И сега што се случува наједнаш? Почињаат да паѓаат врати од авиони усреде лет. Слетува авионов бесено тркало. Наједнаш испаѓаат инспектори, вика, брат, вика, не, дело, вика, не влегој на авионов, вика, јас сум инспектор, вика. И доаѓам, а вика, овој што е главен на производство, наредил на тројца мајмуни, вика, крило не влегој, они вака, вика. Јас дека влегој, види, гледа го, вика, лесен. Значи, ова можеш да очекуваш негде у Кавадарци, како се викаш ова, донесена изнесоков од Германија, како да се викаш. Таму можеш да очекуваш такво нешто, така, ама си викаш у Боинг, нема шанси такво нешто. И најнаш Боинг во последните 4 години изгуби не знам колку голем процент од капитализација, акции им се у тојлет, така. Ама они ти викаат, брат, ами најдобра компанија е што тие они произведуваат вселенски летала, така. Да, ама ПЦ не може да знае што се случи у компанија, така. ПЦ му кажал талена шител, брат, Боинг. Најдобри се. И најнаш едно време гледаш 10%, 15%, 30%, мада тоа гледаме и у крипто, да бидеме реални. Разликата е,
Овдека вие не знаете што се случува, додека не разберете на вестите. Пај ќе кажам. Никоја од овие компании нема да излезе и да ви каже, знаеш што? Знаеш колку инциденти имаме у последните 3 месеци? Не. Сите тие репорти што ги добивате еднаш 4 месеци на квартал, сите се розови. Але добро, може немаше добро производство, ама еве гледаш сме продале, па ваму сме изградиле и нормално ти секогаш кога инвестираш добиваш репорти и викаш па супер ова што одлично е, така. Значи разликата е во тоа што најчесто во компаниите ти нема да разбереш зошто се намалила акција за 17% додека не разбереш на шитал. Тоа е проблемот. Така да, затоа и велам, супер е сето тоа, ама на крајот од денот некој може и да ви ги одземе. И да разберете дека започнала стечајна постапка, а вие мислите дека се е супер со компанијата, така. Кога станува збор за злато, бе, вика брат, не може да ти го одземат. Да, ама у Демократијава 1933 година председател вика сите златото вика да си го донесете вика у локалната банка. Ама како е? Демократија брат, така, како? Демократија, вика нема веќе чување дома злато, вика ќе ви дадеме тоалетна хартија зелена, колку злато толку тоалетна хартија ќе ви дадеме. Една цигла, едно тоалетно хартивче, пишува таму, вика, овој човек поседи толку злато, супер брат, само ти дај ми го златото и чувај тоалетната хартија, не се секира. И се враќа после вика, бе сакам да го сменам. Ти сакаш брат, ама нема. Вика ќе го смениш, вика, ако сакаш пари ќе ти дадеме, вика, друга тоалетна хартија си купиш, вика, злато нема. Па демократија. Чисто да ви кажам, ако се случило еднаш во најголемата демократија, мислите дека нема да се случи пак? Кога станува збор за недвижност, конфискација е вака. Прашете и локалните извршители. Вика брат, ама ја, знаеш, ќе вратам се супер брат. Ти ќе вратиш, вика, ние ќе земеме вика недвижноста, ќе си наплатиме вика сите за нотарот, за извршителот, за секретарката на извршителот, секретарката на нотарот, за тој катастар што вари кафе, сите ќе наплатиме, а ти вика после кога ќе платиш, вика може ќе ти вратиме нешто. Пар цигли од левата страна. И на крајот од денот повторно, може ли вие да одземеме против ваша волја, мислам дека дека нема потреба да се разговара. Пак ќе кажам ја, дури со пиштол на глава, ако не е тука фразата и да сакате нема да може да го даете. Сега кога станува збор за дали е долготрајно. Значи мислам дека се е јасно. Долготрајно е додека го одржуваш. Ако не го одржуваш, на крајот од денот недвижноста е за жал не е толку долготрајно. Кога станува збор за златото, тоа е единственото нешто што може да речеме да се стави слично или исто како биткоин, затоа што според хемискиот состав и според физичките карактеристики на овој метал, истото е долготрајно. Зборуваме дури како што би рекла они бескрајно. Проблемот со златото е доста меко, знаете и сами, посебно чистото злато е крајно меко, лесно се оштетува, тешко се чува и така натаму. Така единствена причина пак на крајот од денот, барем оваа категорија, единствен кој што може да дое слично до крипто е златото. Другото прилика гледате и сами дека сите знаеме кој е победник оваа категорија. И нормална ликвидација, истото што го кажавме претходно, акциите се валидни и постојат до моментот кога имаме ликвидација на компанијата. Ниту една компанија не е вечна, на крајот од денот, порано или подоцна истата, ќе дојде во степен на ликвидација. Што значи дека на крајот од денот, пак, кои се едни од најдобрите и најдолготрајните, повторно, биткоин и, чекай малку, бевно, така? Биткоин и злато. Сега, дали може да биде поделено на помали единици? Ова е доста битно, така. Зошто? Купете си кафе за недвижност, така. Значи, и да сакаш да продадеш недвижност е многу тешко да продадеш една соба, така. Скоро невозможно. Тоа ако, дедо и баба умреа и сега ја делат куќа и на чичко му следи една соба. Како ќе ја продадеш соба? На кого е? И едно време зависи, ја продаш соба и седиш дома и некој ти влегува од дневна со клучот и ти од клучот и ти кажа, ја купив, уредо е. Ти имаш копчија сега. Од дневна, така. Значи, реално правим муавет, движността е доста тешко, скоро не може да се подели, освен ако немаш зграда, така. Ама ретко кој е Заев и Мјалков. Од друга страна, кога станува збор за акции, значи да, дозволено е, но само доколку апликациите кои што ги користите ви дозволат да може да ги поделите, така. Значи има доста апликации, овие што ги спомнав и Торо и така натаму, кои што ви дозволуваат да купите Microsoft акции за $5, така. Реално постојат, но крајот на денот повторно станува збор за нешто што е врзано со самата апликација. Кога станува збор за злато, да, се дели, но еве. Земете го ова малово и отидете на бар, нарачајте си пиво.
Да видиме дали ќе успеете. Така, нема да може да си нараđаме. Додека за разлика од тоа, значи апсолутен шампион во оваа ситуација нормално е крипто. Зошто? Затоа што самиот биткоин како број 1, како и сите други, да речем, криптовалути, може да бидат поделени до многу мала количина, така. Значи погледнете сега, милионите дел од еден биткоин, еден сатоши, станува збор за многу мали единици. Што значи, колку повеќе да расте биткоин, овие мали единици ќе почнат да бидат секојдневна ствар за транзактирање. Така. Значи ти не можеш да кажеш, абе сакам да си купам кафе и он ти вика 0,0000001 биткоин. Изгрешил една нула и ти наместо 5 си платил $55. Така. Значи за тоа ќе почнат да транзактираат во сатоши. Значи постои, така. Добро е што може да биде поделено на каков сакаш начин. Колку сакаш со колку нули се е возможно. Така да пак, кога треба да поделиме едно капитално добро, нема подобра, да речем, подобра ствар од самата криптотехнологија. Така да кога ќе ги споредиме сите овие категории за тоа, како ова капитално добро може да го посетувате, тргувате, што може да правите со него, апсолутен победник е крипто. Значи ништо не доаѓа ни близко до крипто, така. Посебно и пак ќе речем, најбитно за тоа што го посетувате во своји раце. Значи, ако може само за келнерче во дечки малку место, се маше сирото. Значи, нема подобро од тоа финансиските средства да ги чувате во сопствени раце. И само крипто ви го дозволува тоа. Се останато ви кажав, ќупчето на полна месечина е у подрум, така. Сега, потенцијал за профит во криптоиндустријата. Знаеме дека ова е најбитната работа, на крајот денот сите ги интересира токму ова. Зошто е ова толку битно? Значи, она што сакам да ви го покажам